асоциација во моментов имаме имплементирано еден од двата познати стандарди. За оние што не е познато, во светот постојат два стандарди на препознатливи стандарди за водачи во планина. Едниот е овој кој што го поседуваме ние, тој е International Mountain Leader стандард, кој што го е воведен од страна на меѓународната унија, Union of International Mountain Leader Associations, и прифатен од Европскиот парламент како единствен стандард за квалитет во професијата водач во планина, кој подразбира водење на клиенти во летни и зимски услови, пак ќе речеме она што е најважно за нас, без користење на техничка опрема. По техничка опрема се подразбират дерези, цепин, јажи. Значи, секаде кога имаме потреба од користење на овие средства, ние не треба да планираме водење на тури. Тоа не значи дека не треба да ги познаваме овие технички средства, затоа што планина е планина, знаеме сите дека многу често може да се случи заради X причини да мора да избегнеме од нашата планирана рута и да се движиме некаде каде што е многу поопасно од она што ние сме го планирале. Затоа водачот треба да е подготвен, па дури и опремен. Нашата идеја и цел за да се здружиме, да се обединиме, да формираме здружение, да побараме прием во овие меѓународни во меѓународната унија, да го имплементираме стандардот кој е препознат и од Европска унија, е најмногу за да ги прифатиме оние клиенти кои што доаѓаат овде кај нас, а секако имаме слобода и оние кои што сака да работат и надвор. Не е важно, важно дека опремата е таа која што ја спомнавте. Кажав три технички средства: дерези, бајла или цепин и јажи. Ќе почнам со дерези. Дерези или англиски крампонс, крампони, ако сакате, како ги вие сте слушнали или ги викате, се технички орудија кои служат за движење по мраз и замрзнат снег, како овде во случајот, кои помагаат, значи, да не пролизгуваме или да напредуваме, односно да искачуваме технички терен во мраз или замрзнат снег во кулари. Постојат многу различни видови, бидејќи сега постојат и многу производители. Малку пазарот, малку потрагата по нови пазари ги принудуваат нив да вадат вакви такви модели за вакви такви услови. Генерално ќе ги поделиме според неколку карактеристики. Прво, според начинот на кој што тие се користат, односно се употребуваат, ги делиме на три вида: обични, како овие, автоматски, како овие и овие, и полуавтоматски. Што е разликата? Обични, значи, тоа е разликата за, односно, кои дерези ние ќе користиме, зависи од тоа какви чевли имаме. Обичните дерези можат да одговараат на сите видови на чевли. Значи, гледате овде напред овој предниот дел, овде позади задниот дел и со ова бутна се врзуваат околу самиот чевел, така да тие може да се користат на сите чевли. Автоматските дерези, гледате, имаат како еден вид на вес за прикопчување и може да ги користиме на чевли кои се наменети за автоматски дерези, односно мора да имаат соодветни жлебови овде напред и овде позади. И полуавтоматски дерези се оние кои што се најограничени според мене, се користат само на кондори кои што се наменети за полуавтоматски, односно кај нив напред немаат жлеб за вес, туку на сличен принцип како обичниве се користат, а позади имаат. Еве има Дуданов такви кондори, може да ги видите тие. И најограничени според мене се и кондурите и дерезите. Значи мора да имате и такви дерези и такви кондури. Значи тоа е според начинот на кој што ги поставуваме на нас или ги користиме. И второ, нивната намена. Значи според намената генерално, значи во глобални рамки ќе ги поделиме на две основни рамки што сосема доволно. Дерези за пешачење и дерези и технички дерези, односно дерези за движење по технички терен. Која е основната разлика помеѓу нив? Основната разлика е во тоа што техничките дерези секогаш напред имаат два, еден или може да бидат 4 предни шилци кои се доста значи хоризонтално поставени за разлика од овие за пешачење, и ножот, односно начинот на сечење кај нив е вертикален. Гледате, значи ножов е вертикален. Така, поставен е вака. За разлика од дерезите кои се примарно за пешачење наменети, предните шилци им се поставени хоризонтално. Еве.
Токму ова поставеност на предните шилци овозможуваат движење на технички терен во вертикала, во мраз и замрзнат снег, кај што е поголема експонираноста на теренот и обично користиме front point англиски наречено или користење на предните шилци од дерезите. Нивната предност е кога при удар, значи кога работиме со дерезата. Кога удираме, гледате, моје се сега овие за пешачење. Јас кога ако удрам вака, можам да не ги забијам доволно. Односно за да ги забијам ќе морам подагол секогаш да ги забијам. Што дополнително ми ги оптеретува мускулите на нозете, после одредено време ќе бидам позаморен. Додека овие дерези кога удират под било кој агол, тие лесно ќе се забијат. Значи тоа е разликата помеѓу техничките и дерезите за пешачење. Се друго на нив, гледате, овие имаат овде некои изведби, шилци, вакви, такви, то се маркетиншки или некои подтипови, подфинти, така наречени, на самите производители, за полесно да се пробијат на пазарот и да бидат по-конкурентни. Исто една интересна новина последниве години е овој еден гумен, силиконски или пластичен, не знам каков е, дополнителен дел, така наречен анти-сноу, значи кој не дозволува собирање на снежна стикла. Оние што сте оделе по снег, имате искуство сигурно, дерезите од долната страна формираат една штикла. Да. Значи која што не овозможува после одредено време толку цврсто ќе се набие и ќе замрзне, не дозволува дерезата да функционира како што треба да функционира. Овие техники, меѓу кои ќе кажеме две основни техники, односно она што реков front point, качување на поекспонирани падини или вертикали, кога е неопходно, значи користење, односно фронтален пристап кон самата падина и тогаш ги користиме само предните шилци за напредување во падината. И втората техника е кога ги користиме дерезите, односно газиме со целата површина. Тоа би изгледало некако. Нема веќе. Што би изгледало некако вака. Пази глава. Значи, гледате како ми е поставена ногата. Ова делува дека е малку незгодно. Меѓутоа основната грешка што ја прават сите, кои што не слушнале, не поминале, не прочитале, не биле на обука или слично и паѓаат, веројатно некој од вас виделе, овие наши имаат видено еден таков пат, на падина ги поставуваат дерезите, што е дереза, се реди, вака се реди, готово, наместена, тап-тап, бумпасо допиши како се реди, ја ставаш на нога и готово, и сега ќе се движим. Меѓутоа, анатомски, човекот има техника или навика да се движи по еден начин, со дерези мора да се движи на друг начин. Ние кога се движиме обично, без дерези, природно по падина, е да се движиме во ваква позиција. Ова е смртоносна позиција користејќи дерези, затоа што само се е прашање на време во кој чекор вие ќе направите основа. Не може само една страна од шилците, од крампоните да го држат падот. Во тој случај и мало привикување ќе ја скршат површината и ќе летните долу. Затоа движењето со дерези секогаш, значи она друга техника рековме за пешачење, е дерезите да со сите нивни, со цела нивна подлога бидат ставени на снегот. Само така нема да овозможи пролизгување, односно ќе овозможат најдобро тривење. Гледате. Сите 12 заби да работат. Сите заби да работат. Така, еве. Ги кодам нагоре, а не користам, рековме, front point. Копатка. Тогаш ќе морам да одам со сите. Како одиш кој да пипа? Ќе одиш пуш да пипа, еве да пипа. Така. Ако е замрзнат, до овој степен. Ќе хочеш front point, да. Што е? Ќе одиш front point, да. Значи, исто предноста е тоа што веројатно кога се движиме по ваков терен ќе имаме и помошно орудие, цепини или бајла и ќе си помагаме. Така. Така, секогаш газим.
Нога преку нога. Таа е една основна техника за движење. Постојат други техники. Ако сега ги кажеме теоретски, а немојте да пробате, нема каде, е малку зезнато. Значи, најважно што треба да запамтите од теорија е дека треба да газите со сите 12 чиници секогаш. Не е дозволено странично газење. Ова е недозволиво. Иако сите некогаш многу пати ќе го направиме и ова, и овде може. Ама Борис така летна. Тие што знаат. Значи основната разликата е во нивната анатомија. Ево еден од дедо Ноеда. Ево, хилај, кој го нараси. Значи, бајлите имаат и кај бајлите и кај цепините прво разликуваме два дела. Значи разликуваме тело и глава. Главата има клун и може да има чекан или лопатка. Истото го имаме и кај цепинот. Имаме тело на цепинот, имаме глава со клун и лопатка во случајот. Цеп нормално чекано служи за коење, лопатката за копање. Негде ако треба да копнеме во мразот да си помогнеме да скршиме нешто. Друга разлика е во нивната анатомија. Гледате бајлите се анатомски, сите ги знаете веројатно. Поентата на ова искривување кај бајлите е затоа што тие претежно се користат за напредување во поголеми вертикали, кај што е неопходно да вакво држење на бајлата, значи ја држиме во долниот дел од телото и ја забиваме горе. Ваквата анатомија на бајлата овозможува користење на малку сила за да бајлата доволно и правилно се забие. Затоа што со оваа анатомија со малку сила бајлата не се забиваат од рамо, значи бајлите се забиваат од зглобот, претежно со мал помош на лактот. Со олку забивање ние добиваме кај бајлите една добра позиција, затоа што значи при овој удар секогаш клунот од бајлата се забива под агол од 45 степени. Значи оваа анатомија е наменета примарно за нивното забивање во вертикала. Додека цепинот има сега и цепини кои се малку со заоблена рачка, со малку покус клун, значи кои што се користат за во некој таков терен комбинирано, меѓутоа сепак кај цепинот, рачката и клунот се правилно поставени. Веројатно на повеќето од вас кои што не се занимаваат со качување во поекспонирани нагиби на планина, мраз и кулуари, ќе имате потреба и ќе користите цепин со права рачка. Оно што е многу важно за цепинот е да го користите правилно. Затоа што јас имам из Македонија, искрено имам многу планинари кои што носат цепин и не знам зашто го носат сега. Или го носат цела тура цепин на ранец обесен, или го носат и го мафтаат вака пони враце, или го користат по бастунче. Што е да се користи по бастун за напредување, за да ни помогне значително, или значи ако е позамрзната падина, ќе го користиме за напредување, меѓутоа мора правилно да го користиме. Кога цепинот не ни е потребен, значи, ако немаме потреба од цепинот, тогаш е најдобро да го ставиме на ранец. Затоа што ако луѓе што не знаат да користат и не знаат да ја проценат реално потребата од цепинот, го носат само за мафтање и како бастунче, може да е многу опасен. При случаен пат се случило многу незгоди луѓе да настрадат од сопствениот цепин. Не го носеле правилно, го мафтал, паднал, се заколе. Значи, кога го користиме цепинот, правилно користење на цепин, значи ако го имаме врака, тогаш ќе ја поставиме вака. Неговото случај ќе е секогаш на раката, затоа што служи да не дозволи при пат да не избега цепинот и да ни остане негде на планината. Втора работа, лопатката или чеканот ги земаме кај палецот, така да секогаш клунот од надворешната страна. Без разлика дали користиме, дали сме леваци или деснаци, или падината ќе ни наметни како. Значи во случајов овде, во десна рака треба да го користам, ако ми е падината од десна страна. Затоа што со цепинот се подпирам, во случај на пад, со цепинот треба да кочам. Токму заради кочењето при пад се држи клунот према надвор. И токму за да не дојде до незгода кај што ќе можам да се заколам сам себе си. Секогаш, апсолутно секогаш, никогаш нема да заборавам, тоа е една од основните грешки што ги прават луѓе и настрадуваат од сопствена бојовија. Секогаш клунот надвор. Клунот надвор и во таа рака која што ви е насочена према падината. Друга работа. Веројатно знаете дека цепинот главно служи за задржување на пат.
Грешка што не сме да се дозволи, не сме да се прави, е при пат да ни е цепинот поставен вака и да ја гониме, да ја бркаме падината. Затоа што, како ќе се развие брзината на падот по падината, и кога ќе го забиеме ние цепинот вака, ќе дојме во една ваква позиција, кај што може да ни остане и раката горе со цепинот. Значи, доколку цепинот не ви е правилно врака и паднете, пробајте да го фатите онака како што треба, за време на падот дојдете до горниот дел и после ќе кочите. Затоа што само оваа позиција ќе ви овозможи правилно кочење по падината. Во спротивно ќе направите, нема да закочите и ќе си направите проблем. Светле! Шампионот напред. Добар ден. Кај сте бе луѓе, од кај идевте? Од Скопје пешки. Комбинирано. Комбинирано превоз. Како битова. Да. Здраво на сите. Здраво. Опа. Абе, ко нови. Здраво. Опа, нема ги. А? Да. Направо да видите, а? Здраво, здраво. Здраво на сите. Да не ве прекинавме во предавање. Нема, случај на пад, Кочите. мора да закочите. Ке се растрчаш, ке повараш. Значи, прво и основно што е главно да направите? Главно е да ја намалите брзината. Значи не може наеднаш да закочите. Не треба директно нагло да забиете цепинот, затоа што телото по инерција ќе продолжи да се движи, може да се откачи цепинот, да избегате едната рака, па да ја исчеши рака, да не дај Боже и постраши. Значи, мора да ја намалите брзината. Сега зависно да имавме на ува падина, ќе падневме неколку пати, ќе ви покажеме, зависно од тоа како паѓате. Прво и основно што треба да направите е, јас ќе претпоставиме сега дека сум паднал некако вака и паѓам надолу. Така. Телото мое секогаш има тенденција да потешкиот дел се движи побрзо од полесниот дел, односно со главата да тргне надолу. Е машки дека женски е за? Значи, цепинот уште при самиот пат инстинктивно ќе го фатиме вака, бидејќи ни е поставен правилно со другата рака. Кочиме од страната, во раката од кај што го држиме, значи секогаш на истата страна. Ако нема да правиме нешто вакво. Ако не ние вака ќе се извртиме, подобро да се извртиме, че да му дозволиме телото малку да паѓа, да добие позиција за да кочим. Веднаш шом ќе го доближиме цепинот, веќе телото ќе се изврти, ноците ќе дојдат напред. Многу е важно да ги крените високо заради дерезите. Затоа што дерезите ако ви се забијат во снегот, може да ви се скрши коленото. Значи, многу е важно. Одма шом ќе го направите ова да ги подигнете нозете. Самата брзина на движењето по падината ќе ги придвижите нозете напред, а и телото ќе ви го изротира. Природно ќе се изротират во оваа положба. Вие треба само малку да му помогнете и да дојдете во една ваква позиција. Обавезно нозете ги креате во колената. Обавезно гледате цело време што е може. Значи ова мора да го вежбате, да паѓате на падина, ќе си најдете една убава падина, за да ви станете инстинктивно. Вие не можете да мислите во тие моменти. Мора да инстинктивно да ги крените нозете, затоа што дерезите се многу опасни при пад. И веќе кога сме поставени во оваа позиција, го забиваме све подолу и подолу. И полека го задржуваме падот и на крај ќе се најдеме во една ваква позиција кога со цело тело тежиме над цепинот или бајлата што имате, за да некаде подолу застаните. И ви посакувам среќа. Не можам сигнали да ви покажам, имавме падина ува. Почеток да вежбате, стапкаме. И во вреќата за спиење ставени. За нашиве услови би било добро да се извадат влошките внатре од чизмата и да се стават директно во вреќата, со тоа што топлината на телото во текот на ноќта помага тие да се исушат доколку се влажни. Наводенете ја додека чизмите доколку имаме можност да носиме тоалетна хартија или друга некоја хартија да се наполнат внатре со хартија за да се ресорбират влагата од потење или евентуално ако би се изводенале. И са бајлето ќе биде многу попријатно и потопло. Исто така и од другата останата облека, ако имате нешто што планирате наредниот ден да го носите повторно, а ви е водено, тогаш го ставате во вреќата заедно во која спиете, што поблиску до телото, за да има шанса во текот на вечерта да се исуши. Се препорачуваат посебно за во зимни услови носење на свеќа. Не само заради користење, штедење на челната лампа,
туку со палењето на свеќа во шатор, освен светлина се добива и некој количество на топлина, се затоплува просторот. Само треба да се внимава да не дојде до спалување на шаторот и на опремата. Може ламбада да се земе. Секако нели во пое кога е ладно не дозволуваат надвор условите, приготвувањето на храна е внатре во шаторот. Обично се гледа се разместуваат вреќите, се ставаат по настрана другата опрема и се прави доволно место за поставување нели на горилникот. Примусот се препорачува да се имат специјални запалки за примус, зашто често упалјачите, обични упалјачи можат да се надевате на нив да ве запрекне да не можете да го запалите. Значи, тие се функционални на многу ладно. Имате електронски да специјални упалјачи. Се приготвуваат значи топли напитоци, се пие и добро е значи доколку ви студи, то сетите голем студ, препорачливо е пред да влезете во вреќата, во близина околу шаторите има некој местенце да се раздвижите, потрчате, се качите на некој брденце, значи за да ви се загрете и после одма влегувате во вреќа за да можете полесно да се затоплите. Или пиете поголемо количество на чај, некои други топли напитоци. Друго што е битно да и после завршување значи на кампот треба по обратен редослед нели прво внатре си пакуваме лична опрема, вреќа, подметач и шаторот се пакува, се гледа значи добро да се исчисти од снегот, да се спакува добро за да може да го собере во соодветните торби кои ќе го носиме, да го собере дворанецот и околината околу се што ќе се направи ѓубре, значи се собират и се носи долу со себе, да не оставиме ништо на планината. Тоа што не е потребно, што не е природно, што не може да се разгради лесно. И по доаѓањето дома, одма обавезно отварање на целата опрема, добро сушење, посебно на шаторот и пакување за нареден пат. Ова е еден пресек на зидот од бивакот, значи ова треба да замислиме дека е снег. Колку е подебел тој зид, толку е поголема изолацијата и подобра заштитата, затоа што мора да имате во предвид дека колку е подебел тој зид мора да оставате повеќе простор за воздух, затоа што на луѓето има неопходен воздух за да може да бидат живи. Затоа овде е цепин нацртан, значи на една позиција најмалку ако е некојаш подебел слојот ќе направите и на две позиции дупка во која што ќе ставите штека или цепин со кој што однатре, ако надвор навева снег, ќе може да цело време да проширувате дупка. Да ја работите. Овде имаме еден исто вертикален пресек на бивакот, на кој што се гледат неколку елементи што се многу важни. И сега кога ќе работиме бивак, ќе треба да ги направиме се. Значи, внатрешноста на бивакот најдобра форма е да има некоја иглоформа или во форма на шаториве, затоа што таа е најотпорна да не би се срушил бивакот од надворешна страна. Таа куполеста форма е најотпорна на најчврста